вторник, 21 ноември, кратки вести во 12 часот. Во насока на подсетување дека на овие простори со векови се живеело заедно и кога било најубаво и кога било најтешко. Објавивме информација за легендите поврзани со Охридската Крџ-џамија или Хаџи Дургут џамија, што деновиве е меѓу најкоментираните на Facebook профилот на Охрид Прес. Граѓаните во најголем дел од коментарите велат дека ниедна вера не учи да се караме, туку да се почитуваме. Постарите жители се сеќаваат на кажувањата на нивните предци дека христијанското население сакало на местото кое уште од дамнина било распаќе во Охрид да подигне црква, но турците не дозволувале да биде така во периодот на нивната империја. Џамија направиле на тоа место, но при градењето минарето секогаш паѓало. Заминува во историјата објектот каде што беше сместена култната Лабамба, своевремено беше омилено место за излегување на охриѓани, лоцирана на улицата Јане Сандански, сместена во приватен објект. Самото спомнување на овој кафе-бар буди преубави спомени кај сите охриѓани, особено оние кои ги живееле на љубавите моменти од младоста, родени на крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години од минатиот век. Деновиве објектот се урива, а нам ни остануваат само спомените на едно прекрасно време поминато таму. Утре вечер во Кинотека на Македонија ќе се одржи затворена премиера на документарниот филм Бисер во продукција на Кумев Брадерс и Агенцијата за филм на Република Македонија. Посветен на традиционалниот охридски бисер, филмот го обработува периодот од 1924 до 1930 година, кога познатиот руски емигрант, белогардеецот Јован Субановиќ им ја пренел тајната на правењето оригинален бисер на предците на семејствата Филеви и Талеви, кои го имаат рецептот за изработка на охридскиот бисер и го пренесуваат на своите потомци. Времето денес променливо облачно со кратки сончеви периоди, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реџеп Селман.